Да, Лазар, обилните врнежи од дожд и град попладнево го поплавија Скопје. Дел од улиците се целосно под вода, возила и автомобили едва и се движат, а делови од Скопје се дури и целосно блокирани. На единствениот број за итни случаи 112 се пријавени повеќе критични состојби, особено во Клучката кај Хотел Континентал, односно кај кружниот тек кај Истгейт, потоа подвозникот кај булевар Србија, булеварот Јордан Мијалков позади Даймонд Мол е исто така целосно поплавен, а има и пријави за поплавени куќи, подруми, паркинзи, како и гаражи во општините во Кисела вода, Аеродром, Автокоманда, Чаир и Бутел. За повеќе информации и детали за граѓаните, за тоа што да очекуваат во текот на денешниот ден, а и во текот на утрешните денови, разговараме со дежурен синоптичар од Управата за хидрометролошки работи, Јулијана Михајловска. Добар ден. Каде имаше нестабилност ова попладне? Еве дали имате информации за колку дожд наврна попладне во Скопје? Така, веќе од пладневните часови имаме на повеќе места нестабилно време, со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. На повеќе места беше и доста нестабилно, имавме поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд за кратко време, силен ветер, силни и почести електрични празнења и појава на град. Нестабилно беше речиси во поголемиот дел од Скопската котлина и на повеќе мерни места. Во Скопската котлина наврнаа над 30 литри на метар квадратен дожд. Нестабилно беше и во долж по Вардарието, значи во Тиквешкиот регион, Свети Николско, југозападните делови и југоисточните делови од земјава, каде имаше и локално невреме со појава на град. Во ред, можеме ли да се надеваме дека дождовите ќе завршат до крајот на вечерта и ова невреме ќе го оставиме зад нас? Да, веќе имаме постепено стабилизирање на нестабилноста, намалување и на нестабилноста, имаме умерени врнежи од дожд, претежно во северните делови од земјава и во централните делови, така што веќе до крајот на денот се очекува врнежите да престанат и да имаме стабилизирање на атмосферата. Какво време може да очекуваат граѓаните во текот на наредниве денови? Во текот на утрешниот ден и во петок ќе се задржи се уште вака променливо облачно и нестабилно време и во следните два дена со поинтензивни локално процеси ќе имаме со пообилен пороен дожд за кратко време, појава на грмежи, засилен ветер и појава на град. Веќе во сабота и во недела, значи во деновите од викендот, ќе имаме стабилна временска состојба, како и во почетокот на новата работна седмица и значи стабилно време. Во сабота ќе биде нешто поветровито, меѓутоа врнежи од вака поинтензивни процеси не се очекуваат. Ви благодарам премногу на корисните информации кои што ги споделивте со нас. Инаку градоначалникот на град Скопје, Орце Георгиевски, исто така на социјалните мрежи, објави дека ЦУК, противпожарната бригада, како и МВР се во целосна координација. Сите екипи се ставени во функција и ќе помагаат на граѓаните, ќе им стојат на располагање онаму каде што е најмногу потребно. Ние ќе продолжиме да следиме состојбата на терен со невремето, а по нови информации ќе можеме да изјавиме во вечерните вести на Алфа телевизија во 8 часот и 15 минути. Лазар?